Супер ја за овој народ. Па каков народ, таква власт? Тие што гласале за нив нека мислат. Срамота е во денешно време да не лажат со 1 или со 2 денари намалување на цените, но и смешно минимално зголемување на примањата во време на скапотија. Граѓаните бурно реагираат оти се живо е поскапено, а платите и пензиите никако реално да пораснат. Велат дека се потребни достоинствени примања за сите сега и веднаш. Од инфлацијата пред време им гизела и онака ниските примања. Велат дека сега само преживуваат, наместо достоинствено да живеат како некогаш. Цени може ли да биде иста цена на замене со плата од 20.000? 50.000 ќе им дам плата на Рамиве во собраниено и во владана. Нека живеат 4 души дома, 50.000. А не луѓе називаат 15.000. Добро, ние како, ние си прават и замрзваме цените. Што има да замрзваме цените, дајме луѓе во плата да имаат пари да имаат. Тешко е многу, ама сите преживуваме, не живееме. Преживуваме. Све е покачено, све Може е државата да помогне некако, да ги намали уште повеќе? Треба да помогне, ако мисли на граѓаните. Гледа, граѓаните се незадоволни, јас мислам, ние ги избравме за нас. Тешко е, за пензионери најтешко. Ниски примања пред се? Па ниски примања, све оди нагоре, нема врска со она што кажуваат за инфлација, за цените. Во пракса се чувствува повеќе? Да, во пракса е тешко. Сега велат ќе ги замрзна до нова година, меѓутоа колку е тоа доволно за граѓаните? Колку е доволно? Со 5,3 ништо не е доволно. Тешко е да купување пред некој ден. Гледам луѓето по една доматка купуваат, ја мерат, ја зимат, значи. Некогаш со кеси се купувало, но сега со грамови. Со грамови, да, точно. Тешко. Скапо? Скапи се. Не само артиклите, се е скапо. Треба државата нешто конкретно да направи за граѓаните. А ништо се покаже платите и бензините, ништо друго. Иначе овака со цените, они накаќаат нагоре. Да ви кажам најискрено, никако не се издржува, значи не да се големи цените, ненормални се, значи јас имам 68 години, никогаш не било овака, значи никогаш, верувајте или не, ние сме двајца со минимални пензии, не ни стасува. Тоа што цената останува под мраз до нова година е неприфатливо и за бизнис заедницата, која е против замрзнување на цените на производите. Миле Бошков за Алфа изјави дека власта мора да носи реални, а не како што вели само популистички мерки за ублажување на ценовните шокови. Мерките кои намалуваат 1, 2, 3 денари, дури го зголемуваат гневот кај потрошувачите. И ние навистина можеме со одредени мерки да го потикнуваме нашето домашно производство. Откако властите на 19 септември под притисок на јавноста ја донесоа одлуката за гарантирана цена, рекоа дека со вакви мерки инфлацијата до крајот на годинава би паднала до 5%, што според економистите и граѓаните ништо не се чувствува во пракса. Цените на основните прехранбени производи како да се ставени на брза лента реагираат граѓаните. Вела дека иако државата ги ограничи цените до нова година, сепак тоа не било доволно. Вела дека треба да има повисоки плати за достоинствен живот на граѓаните. Претходно неколку пати реагираше и Организацијата на потрошувачи, од каде посочија дека треба да се укинат акциите и промоциите низ маркетите, затоа што така купувачите се доведувале до заблуда. Во толкаво плафонирање од нивна страна на цените и би требало да се превземат одредени мерки од и се оди на джебот на штета на потрошувачот. Тоа е, мислам, ноторен факт. Стопанството алармираше дека ваквите мерки за замрзнување на цените биле само мачкање на очи, а нереалните очекувања за намалување на инфлацијата нема да помогнат, затоа што таа досега им ги изеде и онака ниските примања на граѓаните. Инаку цената на храната останува замрзната до нова година, а потоа ќе биде неизвестно што ќе се случува.